Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за тоа дали може да има подобрување на снабдувањето со лекови во земјава, со оглед на тоа што некои од лековите се или прескапи, или пак воопшто ги нема. Хронично заболените во Македонија постојано имаат проблем со снабдувањето со лекови, со оглед на тоа што некои ги нема на позитивната листа. Половина од примањата ни оди само за лекови, велат други, жалејќи се на нивната превисока цена. Ние сме мало државиче, не треба да се штеди толку на здравството, порачува една скопјанка. Граѓаните кои поради разни хронични заболувања секојдневно земаат неколку видови медикаменти, се принудени дел од лековите, особено поскапите, да ги купуваат приватно, затоа што не се на позитивната листа. Еден дел од луѓето лековите ги набавуваат и во странство, затоа што тука не може да ги најдат. Златко Крстевски има повеќе хронични заболувања по преживеан мозочен излив. Тој вели дека сака да ја контролира болеста, но за него проблем е тоа да го финансира. За мене да. Еве, пензијата ми е 12.700. Многу леко е дошол. Ова парите ми одат само за лекарства. Една граѓанка на Скопје ни изјави дека не е тешко да се дојде до лекови кои се издаваат на рецеп, но смета дека државата треба да издвојува повеќе пари за современа терапија. Некои што се добри ги нема, овие што ги даваат стално на позитивна листа се некои полоши, како да кажем. Еве, например, некои за притисок што се како ја што го земам тој Скоприл Плюс, тоа не е на листата, мора приватно да се купи. Едно такво е околу 300 и нешто денари. Тоа е додатно. И многу други ги докупувам. Тоа си треба буџетот да си одреди. Ние сме мало државиче, не треба да се штеди толку. Во државата нема истражување кој ќе покаже колкав дел од граѓаните лековите ги купуваат од свој джеб, но упатените посочуваат дека лековите за кои во Европа постои искуство со години во Македонија влегуваат со задоцнување. Според нив проблем е застарената позитивна листа на лекови. Тие посочуваат дека иновативните компании ја напуштија државата во 2015 година, кога почна да се применува паралелниот увоз на лекови. Професорката Бистра Ангеловска од Фармацевската комора на Македонија вели дека проблемот со застарената листа се провлекува со години. Што се однесува до таа конзервативна, да не речам застарена терапија, тоа е еден проблем кој што се провлекува подолго време, бидејќи листата не е ажурирана, лековите кои што не се на листа, а кои што се скапи, за голем дел од болестите, како решение, Министерството за здравство превзема да распишува повици, тендери, меѓународни, со кои ги набавува за одредени групи на пациенти и на тој начин еден дел, да наречам поголем дел од граѓаните кои што имаат потреба, се снабдуваат преку здравствените установи, болниците најчесто, нели? Таа вели дека пациентите кои боледуваат од ретки болести, но и од малигни заболувања, на овој начин доаѓаат до неопходните лекови, но тоа не е доволно. Неодамна собранието ги усвои измените на Законот за здравствено осигурување, со што се отвара пат за обновување на позитивната листа на лекови. Инаку пред 15 години во земјава имаше проблем со многу скапи лекови и тогаш имаше случај на шварцување на лекови од соседните земји, кога лекови можеа да се најдат и на пазарите. Денес тоа е минато. Проблеми со лекови имаат и во Соединетите држави. Додека мнозинството американци имаат корист од плановите за примарно здравствено осигурување, што им ги плаќаат нивните работодавци, или тоа оди преку јавни субвенции, многумина се уште се принудени да плаќаат од нивниот джеб. Дијабетичарите во Минесота дури се вртат кон нелегалниот пазар или пак по лекови одат во соседната Канада. Лековите во Соединетите држави може да чинат стотици, па дури и илјадници долари месечно. Проблемот е од голема важност меѓу дијабетичарската заедница во Минесота, каде што трошоците се зголемени толку многу, поради што луѓето кои се борат со оваа болест треба да се потпираат врз неконвенционални, а понекогаш и нелегални методи за добивање на лекот. Абигейл Ханс Меер, дијабетичарка со тип 1 вели. We're not poor. I mean, when we're forced to pay for it, it definitely puts us in that, below poverty level simply because we're trying to afford the medication.
right now. Затоа, како што вели, мора леко да го користи рационално. My entire adult life I've gone in and out of Рационализирање е кога диабетичарите земаат помалку инсулин отколку што е пропишано со цел леко да трае подолго. Ендокринологот Сара Бу Малхам вели дека оваа практика е вообичаена, но смртоносна. For a type 1 diabetic, if you miss 1 day of your background insulin, you can start developing those ketones and you can get into diabetic ketoacidosis. So you don't have days sometimes. Никол Смит Холт вели дека незиниот син Алек го имал рационализирано инсулинот, кога починал во 2017 година. На 26 години Алек веќе не можел да го добива осигурувањето на неговите родители, а не можел ни да си дозволи самостојно. Тој бил без осигурување помалку од 1 месец, кога беше пронајден мртов од диабетична кетонска ацидоза. Пред неговата смрт Никол стана активист во борбата за подобра здравствена заштита и помали трошоци за лекови. Во незиниот подрумски фрижидер има инсулин во вредност од околу $50,000, што им го дава на луѓето како Абигел за да го дистрибуираат. It is not legal. It is absolutely illegal what I'm doing. And, at times I am concerned that I could be charged with a crime. But I think what I'm doing, it's saving people's lives, and I think that's more important. Далеку на север, некои диабетичари, како Тревис Полсон, се подпираат врз целосно друга опција. Тој ја преминува границата со Канада 4 пати годишно за да купи инсулин за пониска цена. Овие 2 ампули содржат исто количество на инсулин, направено од истата марка. Американската верзија чини $345. Канадската верзија е $25. I refuse to pay into that system. And if I had to backpack it through the boundary waters in a canoe with insulin in a backpack, I would. I just will not pay what they're asking. Како што цените на инсулинот продолжуваат да растат, погледите се вртат кон председателските избори во ноември годинава. Некои од кандидатите, како Берни Сандерс и Елизабет Ворен, во нивните изборни кампањи ветуваат подобра здравствена заштита и лекови на рецепт со пониски цени. Па што мислите, почитувани? Можно ли е да се постигне подобра здравствена заштита и лекови со пониски цени? Следете не и пишувајте ни и натаму на Facebook, Twitter и YouTube. Довидување.